Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Граѓаните не попуштаат и се истрајни во намерата Русино да се затвори, а регионална депонија да се гради на друга локација. Епидемијата со COVID-19 голем удар за музичарите и нивната дејност. Пандемијата ги натера гостиварци да водат поголема грижа за своето здравје, зголемена е побарувачката за витамини. Забрана за носење отпад од други општини, најава за референдум и блокада на патот. Ова е исходот од двочасовната дебата за Русино, што се одржа вчера вечер во Гостивар. Граѓаните не попуштаат и се истрајни во намерата Русино да се затвори, а регионална депонија да се гради на друга локација. Од понеделник на Русино ќе се носи само отпад од Гостивар. Во однос на дислокација ќе се разгледува можноста гласот на граѓаните да се слушне преку референдум. Ова го најави гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари на двочасовната дебата за Русино што вчера вечер ја организираше општината. Дојдовме до заклучок дека Русино во моментот треба да функционира само за општина Гостивар. Ја уште вчера се јавив кај градоначалниците на Маврово и на Врапчиште да не донесат веќе отпадоци тука. Веќе се поставени таму компанија која што го обезбедува. Следните 2 недели ќе поставиме и камери и депонијата ќе функционира само како депонија на град Гостивар. Во меѓувреме, за да дојдеме до заедничка одлука, може да организираме и како град референдум дали депонијата Русино треба да постои. Граѓаните и екоактивистите кои учествуваа на дебатата го повторија ставот дека Русино не ги исполнува условите да биде депонија и дека мора да се затвори за да се заштити здравието на гостиварци. Заградено од сите страни со планини, само према градот отворено за да како настане нели пожар или и да не настане пожар, частичките од таа депонија слегуваат во градот. Затоа ние протестираме, затоа што патот на чистиот воздух е тој. Не знам, малце ми е глупа и прошлиот пат на наши тука средби, кажав, измислуваме топла вода. Раководителката на секторот за управување со отпад во Министерството за животна средина, Ана Мазнева Карамфиловска, го бранеше проектот за претворање на Русино во депонија според стандарди, како најдобро решение за управувањето со отпадот на подрачјето. Тоа предизвика големо негодување од присутните. Не за Русино, стоп за Русино, да. Стоп за ова Русино. Но не стоп за проектот кој што ќе го направи Русино. Граѓанската иницијатива пак Стоп Русино бара комуналец поредовно да работи на правилно затрупување на отпадот. Тие најавија дека од недела започнуваат со повеќе дневно блокирање на патот, што води до така наречената депонија. Доколку ѓубрето е правилно истапкано и распоредено, нема да има горење. Тоа е првото. А второто е што градоначалникот сега ни кажа дека ќе дозволи само да се фрла Гостивар. Затоа треба да зборуваме во организацијата се уште, пошто треба да се блокира. Ние планираме блокажи, блокажи долгодневни на целото носење на ѓубрето, но за тоа не можам да ви кажам сега, пошто градоначалникот има друга одлука. На дебатата исто така беше побарано и поголем ангажман од полицијата и обвинителството, за да се откријат и казнат потпалувачите на Русино. Полицијата веќе трета недела ги спречува градежните активности за изградба на водовод наменет за село Синичане во општина Боговиње. Градоначалникот Альбон Джемаили со неколку луѓе од општинската власт побара одговор од полицијата зошто се запрени активностите. Оттаму му посочија дека добиле наредба од надлежните институции да се запрат активностите, затоа што општината ја нема целосната потребна документација. По време на пандемијата, Советот на општината одлучува за хитните работи, а за тоа дека ќе има проект, нормално дека ќе има, веќе работат хидроинженерите горе на проектот, тоа ќе има вода за 5-6 населени места, не само за Синичане, ќе има за Јеловјање, ќе има за Урвич и за сите другите села.
Ова што го прават тука, бидејќи тие податоци што ги имат, тие не се точни, викат дека земаме вода од Буновец, нешто така викат, што не е тоа вистина. Водата е собственост на државата, односно на општината, и не може никој началник од полицијата да одреди кај општината ќе зема вода. Затоа се има закон за води се има. Во ова ситуација, за време на пандемијата, ние како општина и јас како градоначалник, значи мораме во хитна ситуација да најдеме начин како да ги снабдуваме граѓаните со вода за пиење. Ова што се работи сега, ова е се привремено, значи, додека заврши проектот, а тоа ќе трае можеби едно 9 месеци или поеќе, а за тоа време не можеме ние да ја оставиме нашето население без вода за пиење. Со проблемот ми имамо 60 години проблем со питка вода. И фатално е све ово, вода не е за пиење. И од село нама су отишли преко 150 фамилии се иселили од селото. Стално е овој проблем. И бие нечемо да одустанемо од ова. Да знаат. Како се снаоѓате со вода? Никако. Купиме, ево вода купена. Симе. Куплена вода. Сите селјани во село, 350 куќи, сите купат вода. Ова е четврта година што купајемо воде. Ковид пандемијата ги натера гостиварци да водат поголема грижа за своето здравје. Во аптеките во Гостивар има зголемена побарувачка за витамини и препарати за зајакнување на имунитетот. Граѓаните периодов редовно купуваат и поголеми количини овошје и зеленчук, особено лимони. Медицината докажала дека во борбата против вирусите и последиците кои ги предизвикуваат, најважен е имунитетот на организмот. Откако почна ковид пандемијата, лекарите ги советуваат граѓаните да работат на подобрување на својот одбранбен систем. Така полесно ќе се справат со заразата доколку дојдат во допир со неа. Короната ги натера и гостиварци да водат поголема грижа за своето здравје и да делуваат превентивно. Во аптеките во Гостивар има зголемена побарувачка за витамини и препарати за зајакнување на имунитетот. На граѓаните им стана навика да ги купуваат, што не било случај порано, велат фармацевтите. Имаат криза, тоа е општа криза за сите нас, која што ќе ја пребродиме. Имуностимуланси и витамини највише барат, значи за полесно да го поминат овој вирус, полесно да го пребродат или да се заштитат на некој начин. Значи може да кажеме дека со тоа порасна и свеста и грижата за сопственото здравје и... Па порано или покасно да, апсолутно да, дека мора да се. Вие како фармацевт, што би препорачале најчесто да земаат за подигнување на имунитетот? Па претежно бета-глукан може да се земе, цинк, селен може да се земе, маска и дистанца највише тоа. Има ли побарувачка за маска? Има. Значи више луѓето се научија дека треба да живееме со тоа и додека не се стабилизира ситуација да се штитиме. Освен во аптеките, по извори на зајакнување на имунитетот, гостиварци често свраќаат и до зелените тезги. Продавачите велат граѓаните периодов редовно купуваат поголеми количини овошје и зеленчук, особено лимуни за кои се знае дека содржат многу витамин С. Сега се воче и повоче, се што оди појке. Што најмногу сакаат да купуваат? Сега појке лимун, такви работи за коронавирусот, појке земаат лимун. Овоше вака, појке јадат, појке се трошат за вирус, за пандемијата што се. Регионот на Гостивар од почетокот на месецов често е меѓу првите во Македонија по дневната бројка на новозаразени со коронавирус. Причината за тоа надлежните ја лоцираа во непочитувањето на мерките и препораките за заштита. Според податоците од Институтот за јавно здравје, неделниот биланс подрачјето го заокружи со 86 нови случаи. Моментално бројот на активно болни се движи 240, од кои близу 200 се од општина Гостивар, помал дел од општина Врапчиште и само неколку во Маврово и Ростуше. Музичарите веќе 5 месеци немаат ангажмани. Свадбите, веселбите и големите собири се уште се забранети. Велат епидемијата со COVID-19 е голем удар за нивната дејност. Раздвиженоста во угостителските објекти е мала, а пропорционално на тоа и потребата за музички гости.
Летото вообичаено е период кога живата музика била застапена речиси во секој ресторан и кафуле. Ова лето е поразлично од останатите. Угостителските објекти и музичарите беа првите кои практично не извршуваа никаква дејност заради појавата на коронавирусот. Локалите затворени, музичарите без работа. Јован Василевски вели дека сето тоа за нив било голем удар, со оглед на фактот дека уште од месец март не извршуваат никакви активности. Со почетокот на пандемијата до ден денес нашата дејност, значи музичка дејност е, можам слободно да кажам дека е една од најзагрозените. И воедно тука оди и угостителската дејност, затоа што тие две работи се поврзани. До сега, значи уште нема законски регулативи, поточно протокол за музички настани, значи тие се уште забранети. Иако наусмено се дозволени, меѓутоа законски уште не се. Значи јас лично би апелирал до надлежните институции, значи заеднички, заедно со нас, со угостителската дејност, да помогнеме да ја надминеме оваа ситуација, затоа што ние, мислам дека само ние сме, освен другите дејности, уште без законски регулативи за да почнеме да работиме. Појавата на коронавирусот го погоди целокупниот културен живот во Македонија, вели искусниот музичар и основач на детскиот фестивал Јаболчиња Никола Димовски Тамница. Самите угостители, собственици на ресторани, ни кажа дека воопшто нема работа моментално. Луѓето не се движат. Значи нема посетеност како порано што беше. Значи останува моментот дека ние моментално немаме работа. Немаме работа не заради тоа што не викаат угостителите, туку самите луѓе се уште се пазат по протокол, не сакаат да одат во ресторани, не сакаат, исплашени се. Едноставно се исплашени. Годинава требаше да биде 25 години постоење од Јаболчиња. 25 песни има. Што да правам? Ја сега треба да размислувам како да направам, дали биде тоа онлайн, дали да биде тоа како спот, дали да биде тоа во салава да го направим, колку да го направим, затоа што, а како ќе правиш нешто, кој ти е јубилеј. Малата раздвиженост кај луѓето ја потврдуваат и од угостителскиот сектор. Музиката е дополнителен проблем за секој угостителски објект, затоа што треба финансиски да се покрие тоа. А со намалениот број на капацитет, што располагаме ние сега тренутно во оваа ситуација, тоа е дополнителен проблем финансиски за нас. И не знам дали ќе може да се исплати. Затоа што, пак ќе напоменам, значи работиме само со 30%, еве нека биде и до 50%. Прашање дали овој народ таа музика ќе ga прифати сега, дека тука е пак психолошкиот проблем што реков, дали ќе се излегува, нема да се излегува. Многу е тешко. Многу е тешко и да се смени законот, ја мислам дека ќе треба малку време да пројде за народот да го прифати тоа. Музичарите сметаат дека сите заедно треба да дискутираат околу изнаоѓање решение за моменталната ситуација. Сепак се оптимисти дека работите наскоро ќе тргнат на подобро. А ние па ќе дојде нашето време. Когаш тогаш ќе излеземе, ќе посвириме пак сега, што да правиме, 5 месеци дома седиме. Заеднички од сите градови апелираме подолго време и мислам дека крајно време е заеднички да го надминеме ова. Советот на општина Тетово денес ја одржа 32-та седница, овој пат со физичко присуство и со почитување на протоколот за заштита. На дневниот ред беа закажани 12 точки. Во големата сала во општина Тетово денес се одржа 32-та седница на Советот. На дневен ред беа закажани 12 точки, за кои појаснување даде председателот на Советот Беким Мемети. Седниците веќе се одржуваат со физичко присуство, со запазување на протоколите за заштита. Во дневниот ред беа неколку точки, каде што се дискутира за предлог кварталниот извештај на општина Тетово од 1 јануари до 3 март 2020, исто така и завршната сметка за 2019. Исто така имавме дневен ред, мислим точка на дневен ред каде се дискутираше за извештајот за користење на средства од буџетот на резервите на општина Тетово.
исто така и за завршните сметки на училиштата, основните, средните и градинката. Исто така имаше и точки разни од во врска со урбанизмот, значи за легализација на куќи и други објекти и финансиска помош. Сите беа усвоени, освен едно што требаше да го извадиме од дневниот ред, поради тоа што немаше комплетирање на документи од урбанистички план, детален урбанистички план. Исто така, да не заборавам да кажувам дека исто така имавме и точка каде што значи констатиравме дека им престанува мандатот на советник на двајца наши советници. Едниот застана пратеник во Собранието на Република Северна Македонија и една друга советничка колешка наша што замина во Швајцарија, што ги им се заблагодарувам за неговото присуство тука и све што дале за Советот на општината. Следната седница ќе биде закажана во месец август, откако ќе завршат годишните одмори. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 18 часот и 10 минути во полициското оделение Жеровјане, 53 годишникот Тетовско Боговиње пријавил физички напад извршен врз него од страна на 60 годишникот Горно Седларце. Според пријавеното околу 17 часот и 30 минути, додека се движел со својот мотоцикл скутер кон својата нива во атарот на Горно Седларце, бил турнат од пријавениот, кој потоа физички го нападнал употребувајќи го својот велосипед. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 22 часот и 40 минути во полициската станица Гостивар, 26 годишникот Гостивар пријавил дека околу 21 часот и 30 минути 30 годишникот Гостивар кој со патничко возило без регистарски ознаки го пресретнал пред влезната врата од куќата на пријавениот во Гостивар, физички го нападнал со употреба на нож, нанесувајќи му повреда. Тој бил пренесен во општата болница Ферид Мурат во Гостивар за укажување на лекарска помош, додека од страна на полициските службеници од СВР Тетово напаѓачот бил лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за понатамошна постапка. Вчера во 8 часот и 15 минути на автопатот Скопје Тетово Гостивар, поточно кај Клучка Брвеница, се случила сообраќајна незгода во која 46 годишникот Тетово, управувајќи патничко возило со тетовски регистарски ознаки, изгубил контрола над возилото и излетал од коловозот. По незгодата бил пренесен во клиничка болница Тетово за укажување на лекарска помош, каде што му биле констатирани телесни повреди. Увид на лице место извршила екипа од СВР Тетово.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!